Подолгиот период исполнет со нестабилно време и временски непогоди. Во текот на следната седмица кај нас, но и во целиот регион доаѓа првиот поголем топол африкански бран. Температурите насекаде ќе се искачуваат над 30 степени, додека во најтоплите централни и југоисточни предели од Македонија тие ќе се искачат и до 37 степени. Локално може да ги очекуваме и првите температури од 40 степен. Утре ќе имаме веќе сончево време со малку облачност и веќе од изутрина ќе преовладува и во полошкиот регион ведро време. Температурите наутро во Тетово до 15 степен ќе се спуштат, а преку денот до 30 степени. Наутро во Републиката од 11 до 21 степен, а во текот на денот максималните температури од 24 до 32 степени. Утре и во недела ќе засилува се уште северниот ветер и тој малку ќе ја држи пониска дневната температура, па така ќе остане малку посвежо, иако делот од Јужна Европа ќе биде зафатен од бран на топол воздух, кој ќе ги покачи температурите на Пиринејскиот и Апенинскиот полуостров. Кај нас топлиот бран со повисоки температури ќе пристигне веќе од почетокот на работната недела, кога ќе имаме значителен пораст на дневните температури, а и наутро утринските температури ќе бидат над просекот за овој дел од годината. Температурата веќе од вторник ќе достигнува 37 степени, а среда, четврток веќе и до 40 степен понекаде само. Особено во најтоплите денови луѓето за разладување често користат индивидуални базени за капење. Доктор Радко Давидовски од Центарот за јавно здравје Тетово вели дека поголемо внимание треба да се обрне на чистотата на базените, особено во руралните средини, каде се користи вода од селските водоводи, која е претежно микробиолошки загадена. Почна сезоната на капење, на рекреација и огромен број во нашата општина гледам дека огромен број на индивидуални базени има и секако тука треба да се обрне големо внимание на хигиената на базените. Не е тоа само на полнија водата и трајно дека ќе биде исправен. Во услови кога ние во руралните, во селските средини, дури 65% од водите за пиење се бактериолошки неисправни, а тамо се користат тие води за полнење на базените, неопходно е да се превземат оние препораки за безбедно користење на базените. Тука пред се мислам, значи да се има базен кога се купува, да се купува со сито, со механички филтер, с поможност и коагулант и потоа да се извива обавезно дезинфекција. Да се користат дезинфициенси, најчесто се тоа хлорни препарати, не затоа што се најдобри, туку затоа што се најевтини и да се следат препораките, да се купуваат со декларација, да се следат препораките на производителот. Исто така би препорачал еднаш неделно алгициди да се користат и по можност и на тие индивидуални базени еднаш неделно да се испитуваат баре, шерихија, коли и ентеробактериите. Од друга страна, значи не само микробиологијата не е опасност за по водата за бањање во малите рекреативни базени, туку и хемијата. Значи, затоа средствата што ги употребуваме се хемиски средства и на хемиски начин и не треба да претеруваме со нивната употреба, затоа што претераната употреба може да наштети на здравието најчесто на децата. Лекарите апелираат за време на најавениот топлотен бран да се почитуваат општите препораки за заштита на здравието, односно да не се излегува во најтоплиот период од денот, да се внесува повеќе течности и свежа храна и да се внимава на чувањето на храната и мењето на овошјето и зеленчукот поради опасност од труење и цревни заразни заболувања. Хронично болните редовно да ја земаат терапијата и така натаму.